Почитувани дами и господа, дозволете да кажам неколку воведни работи. Оваа година, на иницијатива на премиерот на Унгарија, господинот Виктор Орбан, започна една соработка на десните партии, на центар-десните партии од ИПП, во правец на давање дополнителен импулс на процесот на проширување на Европската Унија во делот на Југоисточна Европа, каде што е Република Македонија. Веќе имавме една средба во Будимпешта пред неколку месеци, се договоривме подоа повторно да се среќаваме, некогаш во поголем состав, некогаш во пократок состав. Денешната средба, меѓу останатото, беше и во тој дух. Разговаравме за перспективите за членство во Европската Унија, но исто така разговаравме и за размена на информации за состојбите во различни држави во Европската Унија, изборните резултати во некои држави, предизвиците што доаѓаат во иднина. Тоа беше едниот дел од нашата дискусија. Вториот дел од нашата дискусија беше моје информирање за состојбата во Република Македонија и во пресред на изборите и општо земено. Во однос на тоа ги информирав дека веќе сме во ек на кампањата за локалните избори, на кои што се очекува силна победа на ВМРО-ДПМНЕ во најголемиот дел од општините низ Македонија, каде што очекуваме во најголем дел од овие општини да победат нашите градоначалници и ВМРО-ДПМНЕ да излезе како победник од овие локални избори. Исто така информирав дека атмосферата во која што се одвиваат овие избори е исклучително лоша и непријатна. Веќе сме четврти ден, а зад нас има бројни инциденти, нерегуларности, злоупотреби, за жал од вчера и пукања и ранети луѓе. И навистина тоа е многу загрижувачко во однос на одржување на фер и демократски избори. Покрај тоа информирав и за злоупотребите што се прават од страна на владеачката гарнитура во правец на секојдневно испраќање на пуштање на кривични пријави на нашите кандидати за градоначалници со цел да го нарушат нивниот имидж, пракса која што е започнаа еден ден откако ја објавивме листата на кандидати за градоначалници. Од тој ден па наваму, безмалку секој ден има по една кривична пријава за некој од нашите градоначалници, што укажува на неколку работи. Прво укажува дека нашите опоненти се свесни дека ќе ги изгубат овие избори. Второ, дека се мощно исплашени заради сето тоа. И трето, дека во паника спасот го бараат преку нефер средства и преку нерегуларни средства. Тоа прави една лоша атмосфера во земјата и тоа не е добро во однос на создавање на една фер атмосфера за фер и демократски избори. Сепак и покрај тоа, ние сме убедени дека граѓаните, мнозинството доверба ќе ја дадат на ВМРО-ДПМНЕ заради повеќе причини. Прво, затоа што имаме далеку подобри и покомпетентни кандидати за градоначалници. Второ, затоа што во овие 4 месеци граѓаните во Македонија се уверија ја видоа разликата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и нашата коалиција и владењето на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција. Видоа како ја злоупотребуваат власта, како не ги исполнуваат ветувањата што ги дадоа пред луѓето, како одат директно спротивно на волјата на граѓаните и како ја уриваат економијата во земјата преку различни начини, а еден од начините е искажувањето на непожелност на странските инвеститори во Македонија. Сите економски показатели во последните 4 месеци се исклучително лоши. И тие се само огледало на она што се случува во економијата, односно на третманот на економијата од страна на новата влада, односно незиниот однос кон економските субјекти, особено странските инвеститори. Постојат уште многу причини заради кои што граѓаните ја видоа огромната разлика помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и видоа дека навистина кога станува збор за ВМРО, секогаш станува збор за партија која што секогаш е посветена на многу работа
и секогаш е посветена на националните интереси и државните интереси на Република Македонија. И од тука дојде и нашиот слоган секогаш работа, секогаш Македонија, кој што соодветствува со она што ВМРО-ДПМН го презентира во изминатата декада. И таа разлика е се повидлива и затоа убеден сум дека и јас и мнозинството граѓани што ги среќавам дека не само што ќе има победа, туку таа ќе биде силна и многу јасна. Благодарност до господинот Орбан и до господинот Јанша што денеска одвоја дел од своето време да дојдат во Охрид, да поразговараме на овие теми, да поразговараме на темите што ги интересираат нашите политички партии како членки на ИПП, да поразговараме за прашањата внатре во ИПП, да разговараме за прашањата поврзани со десните партии низ Европа, но исто така да разговараме и за состојбите и перспективите во Република Македонија. Ги информирав исто така за огромниот притисок со кој што се соочени медиумите во Македонија, судиите, низ судовите, администрацијата и странските инвеститори. Јас сум убеден дека ова помрачување што се случи во Македонија, по локалните избори ќе започне да заминува, а ќе заврши конечно со предвремени парламентарни избори, на кои што на власт ќе се врати ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Стратешката ориентација на ВМРО-ДПМН и понатаму ќе биде кон членство во НАТО и кон Европската Унија, зашто сметаме на поддршка на сите наши партнери, членки на НАТО и ЕУ, а посебно на државите од каде што се стигнати денешните гости. До сега, во изминатите 12 години, ВМРО-ДПМН имаше 10 изборни победи и ниту еден пораз. Јас сум убеден дека оваа година ќе одбележиме, односно наредниот месец ќе го одбележиме 11-тата изборна победа, вклучувајќи ги заедно сите парламентарни, председателски и локални избори. Благодарам уште еднаш на гостите. Дали има некој прашање? Нема. Ви благодарам многу на сите.